Автономија во изборот и реизборот на научните звања, тоа е клучното барање на Универзитетската фела од Свети Кирил и Методи со новиот закон за високо образование. Ректоратот и професорите пред Министерката за образование и наука Весна Јаневска ги презентираа своите забелешки. Ректорката Билјана Ангелова изрази надеж дека преку дебата ќе се прифатат барањата на универзитетските професори. Генерално од законот очекуваме поголема автономија за универзитетот и тоа е една од нашите основни приоритети, тоа како функционалната, така и финансиската и кадровската автономија. Очекуваме дека некои делови кои што во моментот сметаме дека се пререгулирани, ќе бидат релативизирани, ќе бидат отстранети за да може да се остави исто така поголемо автономно право на универзитетите да донесуваат посебни критериуми кои што ни се битни за избори и реизбори во звања. Јаневска порача дека тие како министерство се отворени да ги прифатат конструктивните сугестии кои ќе дојдат од фелата, вели улогата на високото образование да создава јавно добро, интелигенција која понатаму ќе ја развива државата, да создаде стручни, компетентни, но и емпатични и морални личности кои во иднина ќе обезбедат општествен просперитет. Јаневска повика и да не се шират лаги што е случај последниве денови, како на пример дека се укинува вонредното студирање, дека државата нема да го финансира објавувањето на научни студии. Лагите и дезинформациите, предпоставувам, треба да бидат на штета на министерот или на партијата, но во суштина се штета на државата и на младите луѓе кои живеат во неа, и од тука апелирам дека треба да се престане со тоа, затоа што сме отворени за секоја конструктивна критика. И како што ви еднаш реков, се што сметаме дека е во ред, ќе биде внесено во законот. Ни за забелешки стигна од уметничките факултети. Деканката на факултетот за музичка уметност Дарија Андовска вели дека се забележува дискриминација кон нив, но се надева дека сугестиите ќе бидат прифатени. Постои само еден член во кој што се издвоени факултетите, меѓутоа се запоставени спецификите на нашите студии, особено факултетот за музичка уметност е навистина специфичен и во рамките на уметничките факултети, затоа што само кај нас постои настава 1:1. Тоа што е главно, да речем, и нешто што веројатно и сите останати факултети и универзитети го забележуваат, тоа е автономноста на универзитетот, автономноста на високото образование. Пофални зборови за предлог законот упати професорот Илија Ацевски, сепак смета дека промени треба да има во начинот на оценување на професорскиот кадар. Ќе го процениме квалитетот на високото образование онај момент кога ќе ја процениме способноста на дипломираниот студент да работи за тоа што студирал. Законот е во една целина добар, но во тој дел за квалитетот е недоречен. Јаневска потенцираше дека законот што се подготвува нуди меритократија, односно оценување според постигнувањата, интернационализација и мотивација за соработка, која недостасува кај академскиот кадар, вклучително и научно-истражувачка работа, што е неделлива од образовната.